Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. На почеток кратко за дел од содржините во овие вести. Берово работи на санација на тротоарите во градот. Се санира тротоарот на улица 11 октомври. Подобрувањето на тротоарската инфраструктура е битна за безбедноста на пешаците. Професори, асистенти и студенти на економскиот факултет при УГД работат на проект со кој значително ќе се олесни финансиското работење на општините. Финишираат подготовките за јубилејното издание на Макфест. Од понеделник стартуваат пробите со ревискиот оркестар. Можноста за докуп на стаж ја доби собраниската поддршка. Докупот важи за оние кои имаат неплатен стаж до крајот на 2008 година, до кога беше можно поединечно плаќање на придонеси. Постапката ќе оди преку Фондот за пензијско и инвалидско осигурување. Со можноста за докуп на стаж ќе се надмине голем проблем на стечајците. Собранието ги поддржа измените и дополнувањата на Законот за пензијско и инвалидско осигурување. Граѓаните од сега ќе имаат можност за докуп на стаж. Овде припаѓаат сите оние на кои не им е платен придонесот за пензијско и инвалидско осигурување за период од 31 декември 2008 година. А датумот кој е определен како граница за можност за откуп на стаж е поради фактот дека од 1 јануари 2009 година започна системот на интегрирана наплата на плати и придонеси. На овој начин граѓаните ќе можат да го остварат своето право на пензија или пак на повисока пензија. Со правото по повластена постапка да го докупат стажот, за кој во минатото работеле во одредени компании и не им биле платени придонесите, односно згаснале како резултат на стечај, ликвидација или од најразлични причини. Инаку постапката ќе оди преку Фондот на пензијско инвалидско осигурување, односно во филијалите на фондот. Секој заинтересиран осигуреник потребно е да достави барање образец и тој ќе биде објавен во службен весник по донесувањето на законот со подзаконски акт. По приемот на барањата ќе ги направи следните проверки. Пред се, осигуреникот е потребно да бил пријавен во задолжително пензијско инвалидско осигурување. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев во Тринава се сретна со представници на економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев за проект за можностите за финансиски действија за општините во вид на издавање обврзници. Проектот има за цел да се видат какви се финансите во општините и да најдат решение по научен основ како да се зголемат приходите во општините, и тоа безбеден приход за капитални инвестиции, и при тоа утре тие приходи на некој начин добро да се изменаџираат. Значи, ако е, да речеме, целта е да се направи обид, да видиме дали има можност општините да издаваат општински обврзници за капитални инвестиции и колку тие општински обврзници ќе бидат сигурен начин на финансирање, но и колку општините ќе бидат во можност тие да ги враќаат средства во наредниот период. Значи, место кредити, значи обврзници, и мислам дека тоа е одличен проект. За мене е посебно мило што нашите вработени на универзитетот, односно на економскиот факултет, професори, доценти и асистенти се вклучени во тој проект. Тоа научно истражување ќе има навистина крајна цел, а крајната цел е да видиме какви ќе бидат тие можности да на општините им дадеме шанса да дојдат до свежи пари и тие свежи пари да ги преточат во дела кои на крајна линија ќе им користат на граѓаните и кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Општинските средни училишта во Штип започнаа со промоција на нивните понуди за 9 одделенците. Отворен ден денес има Средното медицинско училиште, а утре програмите ќе ги представи Средното електромашинско училиште. Некое табу за медицинското училиште, како училиште во кое е многу тешко се учи, сакаме да го разбиеме, едноставно да сватат и децата и родителите дека ова е исто едно обично училиште кое нуди перспектива за различни амбиции на децата. Во медицинското училиште за учебната 2015-2016 година има место за 230 идни средношколци во следниве насоки: медицинска сестра, забен техничар, фармацевтски, лаборантски техничар и физиотерапевтски техничар. Сепак, според Илиев, не мора да биде гаранција дека доколку завршат на некој од овие насоки, тоа ќе им биде една професија. Можем да кажеме на раритет, кај нас математика избираат по 3-4 класа деца, тоа значи пола од генерацијата одат на
математика како изборен предмет после втора година, така да мислам дека сме доволно спремни да ги подготвиме деца. Општина Берово започна проект за подобрување на тротоарската инфраструктура, која е од огромно значење за безбедноста на пешаците. Преку вакви проекти изградени се тротоарски површини на најфреквентните сообраќајници во градот, улиците Задарска, Моша Пијаде и 23 август. Наскоро тротоарска површина ќе добие улицата 11 октомври. Општината Берово продолжува со реализација на проектите преку кои се подобрува тротоарската инфраструктура во градот, нешто што е од огромно значење за безбедноста на пешаците во учеството во сообраќајот. Преку овие проекти досега изградени се тротоарски површини на најфреквентните сообраќајници во градот, улиците Задарск, Моша Пијади 23 август, додека деновиве започнаа градежните активности преку проект со кој тротоарска површина ќе добие и улицата 11 октомври. Освен овие активности во Берово во тек и реконструкцијата на улиците Неретва и Страшо Пинџур, како и проект преку кој ќе се асфалтираат 2 улици во село Будинарци и 1 улица во Ратево. За градоначалникот на општина Берово Драги Наџински, ова се витални проекти за подобрување на секојдневието на граѓаните на општина Берово. Градежни активности со кои ќе се обидеме да со санирањето на улиците кои се предвидени за санирање, со доизградбата на објектите кои беа отпочнати во 2014 година, да ги подобриме животните услови на граѓаните во општината. Инаку реализацијата на проектот за подобрување на тротоарската инфраструктура во Берово е овозможена со средства од буџетот на општината, со што на улицата ќе се изградат тротоари од двете страни во должина од 450 метри, тоест вкупна должина од 900 метри во потегот од раскрсницата со улицата 23 август до мостот на река Брегалница пред раскрсницата со улицата Моша Пијаде. Тротоарската површина ќе биде поплочена со бехатон плочки со дебелина од 6 см во просечна ширина од 1,4 метри. На една седмица пред стартот на Макфест финишираат подготовките за јубилејното издание. Градот се подготвува за бројните гости за фестивалските денови. Под ова 30 јубилејно издание може да очекуваме нови 30 песни кои ќе влезат во ризницата на над 1000 песни што во 30 години ги создаде Макфест и се трајно азно на македонската забавна песна. Подготовките се во завршна фаза. Од крајот на ова недела очекуваме некаде сабота да влезат екипите кои ќе работат на светло, на сцена, на линкови за македонската радио телевизија кој ќе врши директен пренос во деновите на одржувањето на фестивалот. Од понеделник доаѓа и оркестарот кој ќе има 2 дена претходно проби со изведувачите, 30 песни, 30 изведувачи, неколку бенда, неколку дуети. Претпоставуваме дека според она што го имаме како информација дека тоа ќе биде шаренолик стилски фестивал, очекуваме дека се ќе биде во најдобар ред за самиот старт на ова 30-то издание на фестивалот. Во Тирана, главниот град на Албанија, започна самитот на ниво на председатели на држави или влади на земјите од процесот за соработка во Југо и Источна Европа. Откако беше отворен од страна на председателот на Албанија Бујар Нишани во својство на домаќин, самитот продолжи зад затворени врати. Зградата на Американскиот конгрес била евакуирана за околу 40 минути откако бил активиран аларм, пренесува Reuters. Блокирани биле и улиците во регионот и се уште не се дадени повеќе информации околу случајот. Службите за безбедност и полицијата се уште ја немаат соопштено причината за алармот. Во бурите, поплавите и во торнадата што изминатите 5 дена ги зафати американските сојузни држави Тексас и Оклахома, бројот на жртви достигна 18 лица, соопштува американската телевизија CNN. На пограничните територии на Мексико загинале вкупно 13 лица, а неколку десетици се водат како исчезнати. Според првичните информации, 100 куќи се целосно уништени, а десетици илјади семејства се без електрична енергија. Председателот Барак Обама вчера изјави дека жителите на Тексас може да очекуваат помош од федералните власти за соочување со поплавите. Во 40 окрузи на Тексас е прогласена вонредна состојба. Денес во 16:30 часот фудбалскиот клуб Брегалница на градскиот стадион во Штип ќе го одигра и последниот надпревар од оваа пролетна сезона. Екипата на Пелистер ќе гостува во Штип. Она што е јасно за овој надпревар е дека резултатот веќе не менува ништо. Во оваа пролетна сезона сините покажаа исклучително одлична и храбра игра и со тимски дух се изборија и наредната сезона да блескаат во првата лига.
Се работи за една изворена полусезона на мојот клуб, на нашиот клуб, фудбалски клуб Брегалница. Една изворена игра на сите мои играчи, една дисциплинирана, пожртвувана игра која што плени со огромно почитување и у себе, со респект према противникот и нормално едно коректно однесување на сите актери на фудбалскиот терен. Ако докажавме дека во турнова можеме да направиме резултат, можеме и со Пелистер дома да направиме резултат. Тоа е една водилка што не води во ова првенство. Значи да останеме непоразени, а сега ни е огромна шанса и да победиме и да завршиме со победа. И покрај рекордот кој што го постигна Гачевски, да направиме еден друг рекорд на ова полусезона, кај што можеби од 16 надпревари 15 можеме да бидеме и да имаме победи и нерешени, значи да останеме непоразени. Тоа е еден огромен резултат кој што се надевам дека долго време ќе се памти. И тоа е мотив повеќе да дојдат љубителите да не поддржат, за да можеме заедно да го оствариме тој резултат и да ставиме печат на оваа успешна полусезона. Од последното одиграно коло за најдобриот тренер на колото е прогласен Владко Костов, тренерот на Брегалница. Човекот кој одбележа пролетната сезона и во одиграни 13 надпревари го предводи својот тим без пораз во лигата. Фудбалскиот клуб Брегалница на следниот надпревар ќе одигра без четворица играчи, но сето ова остава простор на помладите играчи да бидат во составот и да го покажат својот квалитет и талент. Рафаел Бенитес ќе биде именуван за нов тренер на Реал Мадрид наредната недела, откако во последното коло од Италијанската лига ќе ја заврши својата работа во Наполи. Бенитес се уште не потпишал договор со Реал, но преговорите се во завршна фаза и се договараат последните детали, пренесуваат италијанските и шпанските медиуми. Бенитес на почетокот на тренерската кариера го водеше Б тимот на Реал, потоа со Валенсија беше 2 пати првак на Шпанија и го освои купот на УЕФА. Во 2005-та преминува во Ливерпул, каде мине 6 години и ја освои Лигата на шампионите. После тоа беше тренер на Интер и на Челси, а од 2013 година го презеде Наполи, со кого минатата сезона го освои италијанскиот куп. Ова беше се во вестите на Канал Плюс. Останете со нашата програма, имајте убав ден. Довидување до 16:30.